Се ја малце вака као на водителка на презентирка на една телевизија. А? Се сеќавате на кој се сеќавате? Ова сакав да ве прашам. Сте огледале оној познатиот филм Има ли пилот во авионот? А? Една феноменална пародија, она паѓање од смеење. Одлична комедија. Тоа е уствари комедија за нашава Волкоебина. Додуша, додека беше Зоќе премиер, имаше пилот во авионот. Поише на автоматски пилот бевме, ама нема врска. Нели, овој автоматски странски, како сакате кажете. Но, колку толку имаше некаков пилот, Зоќе учел за пилот, за авионче за прскање комарци. А беа го ставиле да лета со Airbus 380, со джамбове. И нормално, кој ќе ставиш некој што летал, како бе летал авион со комар? Летал онакви авиончиња со хартии летал. И замислете се некој така што летал авиончиња од хартија направени, го ставаш да вози Airbus 380. Замисли. И нормално, Зоќе му еба мајката. Го растури ко фичо. Абе, мислам, уставот го растури, ги исполажа патниците за дестинацијата кај сме упатени и наместо во Брисел слета у Бурунди, смени ознаки на авионот, нели фирма му смени, го ребрендираше комплетно. А знаеме од British Airways на времето кога го ребрендираа, нели кралицата тогаш беше против која сменија, нели брендот, и се виде после неколку месеци дека изгубија многу патници, изгубија многу пари, па кралицата со наредба рече вратете го стариот бренд што беше на British Airways. А овој токму таа грешка ја направи. Нашиот Airbus го ребрендираше бе, од корен. И нормално. Нема, не оди више. Банкрот, тоне. Овој губи висина авионот, се сурвува надоле. И на крај што? И на крај кога пилотов, нели, го напушти авионов, скокна со падобран, остави што? Кој да го води остави? Остави да го води неговата стюардеса. Стюард. А може стюардеса, од кај да знам сега со ова родова од кај да знам? Може сега го знаеш како таче, може утре са бајле ќе се разбуди, ќе се представи како тачерина. Не знаеш, тоа родовите, мислам, родот е, како да ви кажам, променлива категорија, мислам, знаеш, тоа. Се будиш како, легнуваш како машко, се будиш како женско и тоа треба да биде нормално. И да се вратам на проблемот, значи Зоќе скокна со падобран, го напушти авионот, го стави стюардесава, нели, на негово место да го вози авионов, и што се случи? Откако ни изумреа преку 7000 луѓе, нели, од здравството на кое му аплаудираа по тераси, откако не знаеа на кој начин повеќе како да испумпаат пари од буџетот во стилот на мухијаджијата, дојде војната во Украина, за која знаеле однапред со пендарот. Ама не се подготвувале да обезбедат стокови резерви, да купат струја по поевтина цена, да обезбедат нафта. Туку побитно било да купат коли, да купат есцег за лапање, зреено месо за најефтиното бифе у светот, да обезбедат пари за 90 тендери за лифтови, кои замисли никој не ги видел дека се криминални. И вакви примери има секој божји ден. И сега се спремаа да ја задолжат Македонија со 1.200.000.000. Да, добро слушнавте. Пола пари странски кредити, бидејќи не може да ја плаќаат струјата што ја увезовме по овие цени, затоа што цела година спиеле, и пола за покачување на минималната плата, и новата систематизација во јавната администрација. Тоа се финти за купување на гласови на предвремените избори. Тоа што пројектната зелка и доматите во износ од десетици милиони евра ќе останат во Македонијава и нема да се извезат поради санкциите кон Русија, никому ништо. Да, и тоа е. Нашите земјоделци сега се плашат, ако реципрочно возвратат русите, нели, останаа јаболката непродадени, тони и тони. Мисли дека овие наши ќе најдат алтернативни пазари? Им верувате дека ќе најдат допрва ќе бараат, па тие јаболка не се од плати направени или од дијамант? Па стај го ќе трае и ќе скапа. Патлижа, мајка, патлижа, пиперка. И тоа што наместо да се занимаваат како со сите сили да изфорсираат пролетната сеидба на пченица и пченка за да имаме леп цела година, со максимално учество на владата и субвенција околу семето, ѓубрењето, меканизацијата, тие се занимаваат со праќање на
амбасадори, со давање хонорари на спикерки и праќање у амбасади, со помилувања, со платата на груби која му била многу мала, а од хеликоптер се гледа дека не живее од плата, се знае од што живее. Прашете жена му каков бизнис има. Војна има на 1000 километри од тука и глад ни се заканува, ама таче, извини ако го навредив сега, може тачерина е денес, не знам, стварно не знам. Како се разбудил, како машко или како женско се разбудил, не знам, збунет сум. Овие родовиве работи не ги разбирам. И сега, значи, таче и дуи уво не ги боли за ова. Ке чекаат на милостината од Вучич. Замислете, од Вучич, абе Вучич, диктатор им беше, која доаѓа на власт. Вучич, тие шарените што бе околу заед. Каков диктатор, многу личи на Груевски Вучич. После 4 години го молеа на коленици да е вакцини, да е пченица, да е ова, да е она. Тоа што Народната банка и гувернерката интервенираат и што имаат девизи само за неколку месеци, нели, ако дојде до влошување на кризата, никому ништо. Тоа што јавниот долг ќе биде 67% од бруто домашниот производ, а тоа значи банкрот, блуз, бем! Повторно никому ништо. Повторно играат на картата дека ќе подкупат народот и дека потоа повторно ќе го молзат. Не тебе, Слаки, тебе не дам никој да те молзи. Тебе не те дам. Нас не молзат. Ние сме поголеми крави од тебе, бе, Слаки. И играат на картата со пописот, замислете цело време. Вметнаа бројка на албанците се надеваат дека по 100 пат лажење ќе добијат датум, продавајќи го името, јазикот, идентитетот на бугарите, и тоа ќе го прикажат како мега гига успех на државата. Нели? На дуи и до душа име гајле, бе, и не им чуе, бе, си се ладат дуи, бе. Не се тоа албанци, тоа се некои кои биле македонци, као што викаали дека сме биле повластена нација во Југославија, а тој бил тогаш, нели, многу угнетен. Нели, многу угнетен бил. Си живеел во Швајцарија со инвалидска пензија. Затоа бил угнетен. И сега албанците се повластена нација, нели, овде благодарение на домашните предавници и на странските, нели, глобални интереси. И ќе одат на избори. А потоа народот ќе си умира и од болести и за леп. Битно е на груби да му се покачи платата. Многу е мала. Многу е мала. 70.000 денари. Плата ли е, бе? Солзи сами капат, прости ми. Ја не знам тој човек како уште е жив. Па јас со толкава мала плата, па до сега 3 пати ќе се обесам.